ATG не е спорт. ATG е начин на вежбање кој што ќе помогне за било кој спорт. Моментот е што можеш да го намалиш процентот на повреда и штетата доколку се деси. И тоа е многу добро направено затоа што те тера ти да видиш продукт на продуктот и плюс некој друг да коучува. Генерално, значи е моментот да бидам што појак, бидејќи силата и флексибилноста заедно ни ја даваат мобилноста, а мобилноста ни дава отпорност на повреди и атлетицизам. Сме имали жена со 9 операции на колено. На работа не можеше да оди. Сега иде со точак ги качува скалите. Ај здраво на сите, добре дојдовте во нова епизода. Денеска ќе се дружиме со Бојан Диков, кој што долго време работи во фитнесот и има искуство големо. Моментално е работи со АТГ и го представува тој систем во Македонија, го има донесено во Македонија реално. Добре дојде Бојан, мило ми е што ќе те имам за разговор. Фала на поканата. Нема на што. Ми е драго што сум тука. Многу интересно, верувам дека ќе ни биде. Имаме што да си кажеме многу. Се сеќавам уште од почетокот, ти беше во мој тренер, работеше, знам таму ти се почетоците, ја бев кај Џоле у Playfit, нели он беше пријател со Даниел Елја. И се сеќавам тогаш дека и тебе некои почетоци ти беа, имам слушано добри зборови за тебе, дека и на факултет добро си поминувал, дека те интересирало многу, си покажувал пасија и ете сега искочи нели тоа да го работиш и добро да ти иде многу, секоја чест, браво. Фала ти. Кажи ми, еве ајде ќе зборуваме нели за твоите почетоци, речеме и сето тоа, ама како, зашто АТГ, како започна со тоа и кога? Кога? Па вака, тоа беше февруари 2019 и значи 5 години негде така. Да, 5 години, 5 и нешто години веќе помина. И јас бев на Карибите, на два острови, Аруба и Курасао. Со тогаш девојка ми, сега ми е жена. Извини да те прекинам секунда, сега ми текнува една случка, морам да ти ја кажам. Ајде. Јас бев у Ритолс, валја некој тој период беше. И дојде девојчето, тогашно девојче, дали она се прашуваше нешто за работа, можеби, пошто знам дека и она нешто беше тогаш внесено околу тоа, нели? И доаѓа и ми вика, седиме на шан горе, нели, он има филбар, и седиме и ми вика, вие како видео, викам, добро, супер. Вика, бе да го разгледаш, вика, дечко за бен. Вика да го разгледаш, вика, моментално е, вика, почнува да биде трендинг, ама на почеток е. А ја го имав видено, искрено не ми фати нешто око многу, знаеш, пошто беше као ново све и тоа и го немав разгледано специјално, ама не ми фати око. И гледам, викам, бе, го знам, викам, ама не сум тој стил, као имам некоја своја структура, сакам да испробам некои ствари, викам, и не сум баш по тоа. И ми спомна, јас со момчето, вика, тренирам ова, почнуваме, вика, да работиме. И баш ми текнува тогаш дека така знам дека ти почна тогаш. Да, беше тоа септен на почеток и беше ново, ама поентата е што кога пробав секогаш на своја кожа и почнав да го применувам со клиенти и видов резултатите, знаев дека ќе на еден начин ќе стане големо и ќе се прошири ептен. Да, така да се деси тоа. 2019 беше февруари, отидовме на Карибите као на одмори на еден семинар. Така. И не поврзан со вежбање, беше со нешто друго, за некој предавач за како да постигнеш изобилие и така натаму. И на крајот од семинарот се запознавам со еден човек, ми вика што работиш и му кажувам, нели, работев со во мој тренер, крупни тренинзи со спортисти, тенисери и така натаму, индивидуални часови. Ми вика, супер, имам еден добар другар во Америка, као еден од подобрите тренери е таму, знаеш, има доста малце нетрадиционален пристап. Так. Има некои работи као митови скршено и као гази, мислам, тренира NBA атлети, тренира NFL, овие што се амерички фудбал атлети, јас бев као, знаеш, се заинтересирав, дај да видам. Самото тоа што ти го спомнал така да. Да, и викам, дај да го видам на Инстаграм. И отворам News Over Those Guy, значи за првото нешто. Тоа другар него. Да, препал, браво. И викам, дај да видам News Over Those Guy, знаеш, првото нешто што ти вика, нели. Сигурно и ти, да. Не ги носи прстите, колената пред прстите остапалат. И ја тоа го правев цело време. Сам луѓе на зид сум ги ставал за да не ги она со колената према зид. Да, за не одат према зид. И така беше, а претходно кога тренирав боречки вештини, па го правев обратното. Да. И едноставно нели ги пратиш трендовите. И беше као, што прави овој, знаеш, ќе се повреди. Првата мисла беше тоа и овој ми вика, не вика, ја имав исто проблеми со грбот, проблеми со колената и ме оправи он, сега играм баскет, закуцувам и така натаму, јас бев, знаеш, интересно, ќе пробам, викам, нема да го одбијам одма, него ќе истестирам.
се вративме во Македонија, му пишав на Бен, ми рече пиши му, кажи му дека Не, јас сум те пратил. Да, и као му А тогаш пишав. беше колку прилика е фоловерс имаше? Сега знам дека има многу. Да, Над тоа е- милиони има се. 2,3 милиони има Тоа е лудо. сега, само на Сега Инстаграм. да Да, му пишеш тогаш нема да ти врати. ќе ти врати враќа, најчесто, да, враќа на сите пораки, и тоа е Браво, добро тоа е за респект. Тоа е за респект. Да, го има задржано, али има и луѓе што работат за него што враќаат на пораки. Така. Така да ќе врати, а моментот беше тогаш имаше 10-15 илјади followers. Ете на почеток. Да, ептен на почеток и имаше онлайн тогаш само што почна 400 клиенти. Као никој не шо во Македонија Да. поготоа, значи Да, тогаш не беше ATG. Да. И му пишуваме, вика, окей, чим те пратил овој другаров, ќе ти ја дам програмата, као ајде месец пробај ја фри. Викам добро, ајде, нешто скроз различно од тоа што вежбав до тогаш. Да. Значи викам ајде ќе пробам. Ја пробувам програмата и као осеќам на мене топ, значи телово не сум го Уште од осеќал. почетокот осети разлика? Да, осетив огромна разлика, знаеш, работиш нешто што некои Абе, ново слаби нешто. алки, некои што Да. не си ги адресирал до тогаш. И беше као, окей, ова мора да почнам да го правам, знаеш, навлегов повеќе во тоа да прочитам, да праќаше нон-стоп као тренинзи на имейл тогаш стига и ти објаснува што е вежба, зашто се работи и така натаму и почнав да навлегувам, знаеш, во тоа почнав да применувам со клиенти и реков ова морам да го правам и од гледна точка зашто што може многу да помогне на луѓето. Така, Сакаш? да, го виде како алатка дека можеш да им помогнеш Да. на луѓе што имаат болка, да речем. Да, или операции, или ако сакаат да постигнат некоја поголема цел. И беше као ова ќе расте уште допрва и ќе биде као многу големо. И така тргна моментот. Ти викам, тоа што имаше 400 клиенти, никој не го знаеше. До крај на годината 2019 имаше 1000, следната година имаше Бум. 5000. Кога се деси со Џо Роган, отиде Да, на Џо Роган ти е 30.000. страшен стартап, не, Да. тоа не е реално. И тогаш отидоа и followers и све, и YouTube-от му стана исто милиони нешто има followers. Така натаму и стана тренд, мислам почна нели да на Instagram да искачат видеа од делчиња, од Санка, да. од тибијали извежбање нели за гуждот и така Ви, натаму. знаеш како го гледам јас се до тоа, како сите тие вежби, 99% од нив постоеле, само не биле воопшто популарни и традиционални. Као, нели, знам дека дел од тоа потекнува од Чарлс Поликин, имам читано книгата на Поликин и страшно почитуван, нели, инфлуенсер во тој период за фитнесот, за бодибилдингот, за сето тоа. И постоеле си тие вежби, ама дефинитивно дечкото ги има направено популарно и нив, дефинитивно. Да, он ги има склопено на едно место, тоа е неговиот придонес. Тоа и он го вика, не вика дека он измислил, Да, мислам, да. он ги тоа што вика што заборавени вежби, ги Апсолутно. има повторно живеано и ги има склопено у систем да е Да. така балансиран и неговиот најголем придонес е што ги има направено ниво за секого, односно скалирање. Левелс, така, Да, со тоа е- прогресија разни. Да, значи со секоја и регресија и прогресија, затоа што Чарлс Поликин бил тренер што работел само со олимписки спортисти. Да, со Значи advanced, има, има од 20 различни спортови, 800-900 илјада олимпици тренирано Така. и бил насочен само кон тоа. И сега, он ги земал од него алаткиве, кои што биле конкретно само за елит атлетс, као Така, за елитни атлети, и ги може да ги примениш И за почетници да може, и да, почетници, со и за различни постари регресии. луѓе, и за луѓе со он самиот себе си има средено на операциите на левото колено и десното колено што му било пак за операција, Така. си ги има средно, се вратил во кошарка, истиот момент, дошол до момент кај што рекол, окей, морам ова сега да го расширам, за да им помогнам на Да, сите да. тие луѓе деца кои што Абе, кај него поминале успеа низ, овој, така бе, да, така, што така. поминуваат низ истото. Така, јасно. Да, у секој случај многу интересна приказна и се знаеше некако, знаеш и кога е нешто ново, кога не е веќе видено, сакаат луѓето да испробуваат нови ствари, реално и многу работи стануваат монотони и сакаат да пробаат нешто ново, нешто различно, така да браво, страшен бум, тоа беше верувам тој период посебно беше ептен, јако тоа тргна. Да, ја на почеток беше, знаеш, беше чудно малце, али сега веќе и у Македонија, Да, мислам, да. веќе е ATG, као ATG, така. Да. Тоа е добро. Како ете вас, како виде, како се случи таа склопка? Ти се тргна скрос од све друго и се реши потполно да се посветиш на ова. Па да, значи ја и претходно имав
да речам, големо искуство, тренирав боречки вештини. Да, ми спомна Мишо дека сте тренирале заедно. Да, он тоаш не почнуваше или Да, можеби да. отпосле дојде. Ја бев генерацијата пред тоа. Да. И ја самиот си откажав од спортот поради повреда. Значи ја рамото 2 години тренирав со повредено рамо. Така. И дој момент кај што на 19-20 години морав да се откажам што ми рекол операција треба да правиш, требаше да запишам факултет и реков окей, ќе се пренасочам кон факултетот и ќе вежбам фитнес само. Така. Рамово не испадна да не го оперирам. Среќа сега од оваа гледна точка и перспектива супер е што не го оперирав. Родлук. Да, така да продолжи со факултет, продолжи да вежбам фитнес, тука се запознав со Даниел, почнав да работам кај него и така се насочив кон фитнесот, ама не бодибилдинг, него секогаш сум сакал функционален што го да, збориме. функционален, значи Атлетски атлетски, аспект, да, значи и да функционирам и да изгледам атлетски, Апсолутно. да не имам непотребна мускулна маса. И така се мојата цел стигна да помагам на луѓе да не се откажуваат од тоа што сакаат да го прават, поради болка, повреда, операција и така натаму, на место кај што сум бил јас, а верувам и многу луѓе, деца и така натаму. Така да, тоа е приказно. Добро, како дојде до таа склопкајте да го отвориш тоа прво студио АТГ? Тоа е кон франшиза реално у суштина, така би било, така? Да, значи 2019 почнав како тренер само и работев на други локации. Па имав една пауза година дена не работев како тренер, требаше да идам во странство, но се деси короната и ништо не испадна, се вратив пак, мислам, се активирав пак во тренерските води. Да. И 2020 почнав октомври, тогаш не беше ATG, тогаш беше као Strength and Mobility, си вежбам, мислам јас пак си Так. као ATG системов, али да. нема все уште лиценца. После тоа почна Ептен да има работа, да кажам, доста луѓе да ме бараат и групите индивидуално и реков, окей, сакам да отворам моја сала, што ќе биде конкретно за ATG, за да не импровизирам, да не идам по други сали, така натаму, да си бидам на едно место. И кога му го кажав тоа на Бен, патем меѓувреме почнав и да работам за него онлайн од тука за Америка и сум прв интернационално што го земаа да работи, бидејќи они претходно има само од Америка и кога решија да земаат некој од надвор, бев првиот. И кога се чув, му викам сакам да отварам сала и он рече као go for it, као оди, ќе направиме, да, ќе биде ATG Македонија или првен зборевме да биде ATG Europe, ама после рековме, мислам ние одлучивме да биде ATG Македонија по-локално, по-реално да биде. И септември негде 2021 ја отворивме салава. Добивме нели франшиза како дозвола да го користиме името, логото се и меѓувреме он се премисли да не отвара сали. И ние останавме, сме единствената ATG сала во светот. Озбилно? Да, као нема друга. Да, сега да остане онлайн, значи он фул. Да, он си продолжи онлайн и други тренери што сакаат да отварат сали у моментов не може. Па да, му се смени политиката, едноставно не ќе сега за сега, да. И ние сме прва единствена ATG сала во светот како брендирана. Да, и така, тоа беше интересното. Моментот беше што ти викам да се навратам, тренирав боречки вештини, меѓувреме почнав и тоа да се бавам и со фитнес и теретана и бодибилдинг 17-18 години. Бев тренер и по боречки вештини, но поради повредата се откажав и така цел живот сум со спорт и поготово фитнесот, значи од 15-та моја година вежбам, сега имам 29, значи 14-15 години вежбам, а од 17, значи 12 години веќе, да речам, сум во тренерските води, имам искуство. Браво. Што од боречки, што од фитнес и така. Да, бе, скоро, па 10 години веќе и повеќе веќе работиш, да речеме. Пола, тоа е ATG, мислам, последните 5 години. Да, и сега, бидејќи претходно имав пробано, знаеш, работи, и кога се спои со ова беше као, окей, мора тоа да го Како напредуваш во, дали се уште, поради тоа што сега ти следиш еден принцип на работа, дали се уште знаеш да си прочиташ книга некоја од друг автор кој што не го следал тој принцип? Пример, јас, знаеш,
ќе си прочитам книга од овој, од тој, некој принцип, трифазик, дали ова, дали тоа, дали ти го правиш тоа за да си разгледаш други како работели се тоа или само си тука? Па да, знам, бидејќи тоа се пак алатки и принципи. Така, ама зашто во суштина се користат само овие алатки, дали пожето што ти може нема ги применаш или не ти е план, ама дали тоа го правиш, дали гледаш да прочиташ или пак дали гледаш некоја лиценца да земеш дополнителна за да видиш нешто ново што се случува, го размислуваш што го правиш. За лиценца не сум размислил моментално, а за работи да, мислам гледам, учам што е корисно од страна. Најбитно е да го разбираш телото, знаеш, кога го разбираш телото, ги гледаш сите принципи кои што функционираат и сите принципи кои што не функционираат, така да секој може да искочи со нешто корисно, мислам, така, никогаш еве ги гледа и кога се запознавам јас со ATG и со Бен не бев као не, ја ова работам, знаеш, не го гледам отворен си. да, отворен сум да го прифатам, да го и пред се гледам да го пробувам на мене, да го истестирам, знаеш, кога ќе видиш некоја вежба или нешто, некој принцип, Да, прво на себе прво го испробваш. тестирам на себе, гледам дали функционира и За да го после дадеш на да го други, да. применам на другите, дали може да се примени. Така, сите да. треба да го прават тоа и сите да го е нешто што у кросфит мислам дека нешто дешава зашто или јас што сум имал искуство со некои тренери, ќе ги фрлат само тренизите вака и а нити ги пробале ни ништо и нереално. Тука Да. се дешава проблем реално. Најбитно е да си продукт на сопствениот продукт, според мене. Апсолутно. Така да, апсолутно. тоа е. Така, јасно. Добро, ајде вака да видим. Таму знам има лиценци таму нешто така за ATG, Да. ако сакаш да видиш. 3 левела како се или колку беа? Да, левел 3, ама левел 3 мислам ретко кој може да го земе. Интересно е тоа што кога бев, ќе се навратиме нели на тоа, сега во Америка кај Бен, Да ти го запозна него сега да стигнеме конечно да, онлайн без претходно све и лани конечно прв пат се запознав уживо. Преако. Принцип јас сум одговорен за ATG Европа, као за ATG низ цела Европа и за отварање на сали во иднина. Браво. Исто така во моментов превземам за јас да бидам одговорен за ATG for Coaches, тоа е платформата која што се користи за Да се спремаат тренери да, текмици. сертифицирање на тренери и да, има левел 1, левел 2 и левел 3. Левел 3 го мислам треба да го заслужиш, не можеш туку така да го земеш. Кои се requirements од прилика? Накратко објасни ни ги сите три, може некој сака да го следи тоа да го проба тоа. Да, на моментот е што малце различно, не е као следиш месец или недела или така натаму програма и полагаш и ти даваат курс, ти даваат лиценца, него моментот е што треба за левел 1 да си минимум 3 месеци да правиш ATG, треба ти одредени 10 има вежби кои што треба да ги демонстрираш од добра форма и треба клиент некој од да земеш да го Да го коучуваш, примеш, да го донесеш исто да ги направи тие 10. И тоа е многу добро направено затоа што те тера пак ти да видиш продукт на продуктот И плюс да научиш, плюс така. некој друг да коучува, зашто ти на некои други лиценци можеш да земе некој што никад не ема клиент да Апсолутно. истера, он не го правил Апсолутно. нештото, само го научил и окей, еве ти Апсолутно. лиценца и сертификат. Овде е доброто што се бара, значи практично да Не го демонстрираш. знаев тоа, тоа е стварно добар систем на Да. работа. И Тоа за е левел добар 2 се малку повисоко, треба со тежина, а некој да ги достигне, да речам, тие стандарди, тие requirements, треба да вежба 6 месеци до година, поготоа и самиот и клиентот, така да... А исто и за левел 2 треба клиентот да може тие вежби да ги направи со тежина. Да. Така Браво. да... Тоа е добар принцип стварно затоа што те тера. Мора да, и процесот на коучинг да го истераш ти. Да. И после ти си спремен, кога ќе земеш левел 2, си веќе имаш искуство со клиент. Ќе можеш исто да го примениш на други клиенти, знаеш. Да. Тоа е многу добар принцип. 90% од сертификатите се направени да бидат дома. Тоа е многу лошо пред се, најлошо дома, каде што можеш ти книга да отвориш или невестата да ти кажува да ти вика од тамо. Ретко кои мислам дека само на National Strength and Conditioning Association дека имаат лиценца со полагање во некој едукативен центар. Другите мислам дека 90% се дома. Јас насам имам полагано пред не знам колку години, 6-7 сигурно. Патував во Атина да полагам, сега и насаме можеш дома да си го полагаш без проблем. Така да тоа не е добар принцип во никој случај, а плюс кога станува збори да треба да тренираш некој, ми се свија тоа многу. Тоа е многу покорисно за да имаме поквалитетни тренери без разлика на принципот на работа, што е треба сите да го применат тоа. Да, Многу добро. дефинитивно, зашто пак е онлайн. Да. Ти онлайн имаш платформа, праќаш видео Да, од себе и од ама клиентот, имаш- прашања све, имаме група кај што
Бен исто може да му поставиш прашање, ти одговара, јас сум исто таму и давам одговори така натаму, и да имаш комјунити за поддршка, имаш и моментот на практично искуство што е многу битно. Да. Да, а левел 3, што викаш, еве пример, завршуваш левел 2 и што треба левел 3? Треба голем придонес да дадеш за ATG заедницата, знаеш, да направиш нешто Промена, нешто така, да. големо. Така, Сеќаш, така, јас се работам кон тоа да И ти уште не си да левел 3, значи. не сум уште, јас сум левел 2. А ти си навеќе, ти си од почетокот реално. Да, си, ете. да, така да работам кон левел 3. Ама само 4-5 луѓе се во светот моментално левел 3. Знам, тој црнецот валја беше бил тој еден, не знам. Мистер Инфинити? тој, да. Не е он. И он Не не? е он. Пепел. Неколку Фернандо, Марсел, кој што исто одговорен за сертифицирање на тренерите, Бен Кларфилд, Бен Патрик и може би уште еден беше, не ми текна се моментов, али Браво. 4-5 луѓе се Ќе го држа тој круг тесен, да види. Да, не Тешко може, е. и Киган Смит, Браво. тоа Значи, стреленецот. добро. Ќе поминеме околу неколку, ете и некои принципи и седата што кажуваш, да на некој може би не му е јасно како работи АТГ, и јас сакам баш да дискутираме за неколку ствари. Пример, имаш искуство, имаш работено и со неколку тимови во кошарка прва лига, пример. Дали има разлика во вашата работа со спортисти и со рекреативисти? Да, вежбите и некои принципи се тие знам. Ама еве пример, нели, спортист, му требаат некои одредени ствари кои што треба да се посвети се да. Како работиш со спортисти околу перформанс и нормално е превенција на повреди, да речеме тоа. Како отприлика, како ти иде тоа и како ти идеше? Да, па генерално идеше окей. Главната разлика помеѓу рекреативец и као атлета, некој професионален спортист е во нивото на самите вежби. Мислам тука има нели други делови од типот на распоредот, колку серии, колку повторување и така натаму, но главната разлика е во нивото и зависно од целта. Мислам има и рекреативци кои што имаат високи цели, сеќаш. Така да во однос на таа цел се гледа како ќе се работи со нив. Главно вежбите се тие, мислам генерално нема и рекреативецот ги има истите мускули и ги му требаат за истото движење, истата функција и спортистот. Така да јас не работам, знаеш, кај нас има често забуна, имаш специфична спортска физичка подготовка, кај што се работат вежби во однос на спортот, ако е во кошарка, нели, дрилови со топка, мењање пас, се врти, што и да е. И имаш генерална физичка подготовка, фитнес, кај што за телото биде спремно да може да ги издржи тие без да се заморува толку, без да се повреди, без да се претренира и така натаму. Тука се работи на генерална физичка подготовка. Нозете да се јаки, глуждовите да се јаки, грбот да е јак, телото да е мобилно, така да има force production, значи да може да произведе сила, да биде експлозивно и така натаму. Се работи тоа. И сега нас, знаеш, се мешаат тие работи, јас го работам тоа што е генерална физичка подготовка, каде што вежбите се тие, чучање. Дали е за баба од 70 години или за кошаркар, разликата е само тоа што бабата на почеток може ќе прави со помош. Регресија, да. Да, регресија, докај што може, и ќе ги зајакнува нозете да може да се симно да се качува по скали. Како кошаркарот ќе сакаме он да крева, да речеме 100% од неговата тежина, скроз до доле. Повеќе може би серии повторувања и почесто во неделата, зависно нели од сезоната, распоредот и така натаму, затоа што он треба сега да скокне, да закуца, да доскокне, да игра цела утакмица од 40 минути со брзи спринтови, скокови, илјадници и кочења и така натаму, коленото мора да му е спремно. Така да тоа е разликата, мислам вака кога ќе видиш по принципот на работа помеѓу едните и другите. Јасно. Значи, добро, сакаш да кажеш, и тој спорт специфик дел од страна на кондишенинг, некои такви работи кои што се поспецифични за самиот спорт, као што е кошарка, као што е фудбал, тие си се различно, вие гледате генерално како физички да го спремите играчот. Да. Еве пример, кој е твоето мислење за, пошто имам читано многу истражувања за full squat и за partial squats, поради тоа што нели таа пак доаѓаме до таа специфичност, дека кошаркарите 90% од своите скокови ги работат од таа четвртина агол. Огромни бенефити си има full squatот нормално затоа што многу повеќе мускули се активираат и да низ full range of motion и поздраво е пред се и од мобилен аспект.
Ама се користи овој нели quarter squat од причина што може повеќе load да стаи на него и нели тој force production е повисок. А кој е твоето мислење на тоа? Значи ние работиме и quarter squat, Така. работиме и deep squat. Моментот е да ги имаш двете. Тоа Точно, баш Бен го кажа пред скоро. Мислам, не е моментот, вика он да луѓето да вежбаа само низ over toes, а да не вежбаа низ behind toes. Знаеш, јас ке бев низ behind toes guy. Сега, затоа што моментот е треба да ги имаш двете, не треба само едното. И сега најчесто во кошарката ти си во таа позиција цело време. Така, имаш скокови, доскоци и цело време си во тој четврт чуче. Да. Проблемот е што не се чуснува до доле, кај што Не се им ти са ја нема таа фаза, ја има поише ова. И реално е така. И се прави дисбаланс. И така. тој дисбаланс прави проблем. Што и да е. Телото не е направено за overuse да му правиш во одредени работи. Сега да трчаш ти маратони секоја недела не можеш. Така ќе се распадне телото. Значи мора да ги работиш и другите работи кои што помагаат да се опорави или да биде подсврсто да може да го прави друго. Не знам, тоа се јавува проблем. Во бейсбол, не знам, или во тенис кај што ти ностоп удираш репетитивно, почнува болка во лактот и во рамото, доколку го правиш ти обратното тоа, после тоа помалце стрес ставаш и се решава таа болка. Така и во кошарката. Значи ти си во таа позиција и да, ја зајакнуваме горната, што викаш, четврта позиција, ја балансираме, но ја вежбаме и долната позиција, за да имаме да си јак во тоа. Во сите агли, да, во сите агли, во целиот рейндж. Така. Целиот опсег на движење. Те разбирам. Така, добро, тоа ми беше баш сакав да видам дали го имате тоа внеметнато, пошто за мене најубаво е да ги имаш сите делови поминато у различни фази, нели, ради таа специфичност и да што може да се лоудне малку повеќе, нели, реално. И видов дека во последно време, не знам за пред тоа, нема вгледано дека користите ластици и ланци за нели концентрично да биде потешко движењето да се направи. Тоа скоро време, дали Бен и самиот систем, извини што измешав, дали гледаат исто така некогаш некоја промена и си вика и чекај, ова може да го бациме, ова треба да смениме, дали е open minded на такви работи? И тоа како? Да, он цело време исто експериментира, мислам, обзервира луѓе, ете, му праќаат еви од тренереви така натаму фидбек и учи од други луѓе, мислам, он моментално и е со топ тренери од светот и клубови се, мислам, во тие кругови е. Моментот е што он сака да го остави системот simple, значи едноставен како што е, затоа што тоа му дало него резултати функционира и тоа само што ќе придонесе да биде исто едноставно и ќе даде резултат, ќе го стави во системот и знае да смени. Мислам, знае да додаде ствари, да измени ствари и така натаму, според фидбекот што го добива и од клиентите, во живо и онлайн и од тренериве. Цело време активен ресерч да има, испробување некој цело време и фидбек се дава. Така да си ги држи овие основните принципи и се, но работи на другиве работи да види, мислам, тоа е константна нели промена и учење и растење. Моментот со ланците он го има, че он имал салата што му беше во Clearwater пред онлајнот, не знам, 7-8 години имал сала, но немал социјални мрежи, работа само во живо. Исто му дајале, значи, најразлични атлети, викам, NBA, NFL, коледж спортови, high school. Уште од тогаш он користи ланци, но ги користи претежно. Моментот е пак ќе кажам, на баба нема потреба лане да се стави, него е за advanced атлети кој ќе дојде до тоа ниво. Ги користел и сега исто, ги користиме во момент кога некој ќе стигне до тоа ниво. Да, ќе стигне до тоа ниво. Така да он кога се деси салата затвори за време на короната и се префрли скроз онлайн, иначе до тогаш он имаше и негова физичка сала. Така. Да, моментот со ланците тоа што во одредени движења, нели, било што на чучајно, во горната позиција сме појаки. Да, таму е најлесно движењето и најмала активацијата и затоа. Да, нели, она крива на сила и сега кога спушташ надоле си све послаб и послаб. И сега он сака од неговиве, мислам, поентата е да можеш да чушнеш до доле, но ако ставиш преголема тежина за горе да ти биде таман, нема да можеш. Нема доле ќе ти биде многу нема да можеш да излезеш од доле. Но ако па ставиш полесна тежина да можеш да идеш до доле, горе ќе ти биде лесно. Сега ланците го даваат моментот на цело време да имаш
челенџинг као предизвикувачка тензија за подобар напредок, а и истото кога скокаш ти се дешава истиот момент и затоа се многу добри за перформанс. За скок, за спринт и така натаму. Зашто тој крај е најбитен, а реално е лесно ако имаш мала килажа, вака ќе имаш можност крајниот дел да биде потежок. И ние ги користиме таа причина во таа наша концентрична фаза што се имам, тогаш си ги користиме. И да, за некој адванс нема потреба некој што сега дошол и едва го прави сквотот, се ланци да му ставаме. Нема логика. Или еластици, така да апсолутно ми беше тоа само прашањето. Така, значи спортистите така се работи. Веруваш ли искрено, еве сега тебе ти помогнале многу да работите? Јас порано, еве искрено ќе ти кажам, исто зашто ја почнав работава е затоа што се повредив, имав повреди, имам правено операции 2 на лигаменти на моето колено и менискус ми беше скинати све. И голем дел од работата зашто сакав да ја правам за да им помогнам на луѓе да бидат нели injury free, да немаат многу повреди, да терат. Значи како идам со тек на време и работам се повеќе и цилјам кон тоа да нема повреди, нели, да чукнам ударова, еве сме супер со све, ама не можам да кажам дека постои bulletproof со на full, затоа што многу е мултифакторијално. Као ние може да се погрижиме за тоа weight room што ќе се дешава, тука спаѓа после спиење, јадење, стресот од кошаркарскиот тренер, ако не се консултира со тебе како е што е, пошто на крајот од денот све е стрес. Дали ти мислиш дека можеме bulletproof full да направиме или се согласуваш дека вака треба мултифакторијално, немаме како колку вежби да правиме еве за зглобови пример, нели? Ако он згази на крај на човек, као на патика, не можеш, тоа е некојаш среќа треба да имаш за такви работи. Се согласувам и ние никогаш мисламе, ATG никогаш не викаме дека готово, си bulletproof за секогаш. Моментот е што можеш да го намалиш процентот на повреда и штетата доколку се деси. Кога ќе згазнеш место да скршиш коската, ќе го истегнеш глобот и место да одмараш 6 месеци, ќе одмараш 2 недели и ќе се вратиш. Моментот е дека можеш ти да зголемиш bulletproofing, нема апсолутности, не постојат апсолутности. Фудбал ќе ти влезе некој со клизач. Контактни спортови, кикбокс, ќе ти се заглави копачката у трева и се прави сила што било најакиот нема кај да осетиш ти таа на тренинг. Да, физика прашање, значи најакиот човек со најаките нозе, едноставно физика прашање на механички сили. Импактот е страшен. Нешто ќе се деси. Моментот е што може да се заштитиме да не дојде до таква ситуација, на пример, зашто што најчесто се дешава тоа кога некој можеби е слаб, па ќе згази лошо, па ќе се постае лоша позиција. Значи помага тоа. Помага најглавното е bulletproofing, кај безконтактните повреди, као трчаш и пап нешто да се деси. Тие се намалуваат до 90% и после тоа е кај контактните повреди се намалува штетата. Не постојат, пак ќе кажам, апсолутности. Доколку силата е, например, ти можеш да го спремиш некој да може да доскокне од први спрат, но ако доскокне вториот, трети спрат, најверојатно ќе се повреди. Така да ако ќе видиш, значи, ако силата ја надмине надворешната сила, ја надмине внатрешната сила на телото и зависи од позицијата, тоа е, мислам, нема тука. Не постои. Тоа е тоа. А дека може да се зголемува, тоа е дефинитивно. Ние го викаме, знаеш, bulletproofing reserve. Резерва, значи ти ако не знам скокање од први спрат е овде, а јас го спремам телото да може да доскокне од втори спрат, ја имам резерва од еден спрат. Така. Свегаш, ако ми е спремно да скока само од први спрат и му давам скок од први спрат, сум на лимитот. Еден и пол да отидам, проблем. Свегаш, и сега ние тоа по моментот е да го качуваме да дое да имаме резерва. Сега колкава е таа резерва, што повеќе тоа подобро. Свегаш. Јас стојам на тоа дека самото таа зајакнување е многу важно од различен аспект, нели, пример, они трчаат прават да се прават статични вежби кај што го изолираш мускулот и го фаќаш со таков approach специјално, но верувам, знаеш како најака толеранција каде што се добива е од праењето на нештото што го правиш. Пример, кошаркарите да играат кошарка, тие агли, тие движења се специјални, специфични се. Тоа е тоа ти што го правиш. Или многу она што го имаме уште стои кондиција да се спремаш на кеј. А не што ќе се спремаш ти на кеј. Ќе дојдат трчачи да играат со нас кошарка, ќе цркнат они први. Сакаш да се спремеш за кошарка? Играј кошарка, ќе се спремеш за кошарка. Се согласувам потполно со тоа. Затоа ние викаме
принципот ни ATG плюс спортот ти е најдобра комбинација, не ти треба екстра, што ти у кошарка скокаш стотици пати денеска на тренинг. Intensity, Да, и сега да одам на кеј да ти дам 10 километри трчање, имаат направено истражување, 5 пати ти е поголема шансата да се повредиш, тоа се 500%, не 50, него 500. Прашање на време е кога? Некој што е посла побрзо ќе се повреди, ќе му се воспале нешто или така натаму. Некој што е појак генетски, можеби ќе издржи година дена или и после тоа ќе офати. Али екстра трчање надвор од спортот и екстра скокови надвор од спортот во сезона поготово, кај што има утакмици и тренинзи. Стресот е на високо ниво. Е докажано дека ќе дојде из математичка равенка упрашање, не мислење. Да, апсолутно. Треба стрен тренинг за да го гради телото назад, затоа што он на кошаркарски терен стрес тамо, го добива трчањето, го добива светото. Да. Ова го враќа назад да може да го прави тоа повторно. Апсолутно. Добро, ми се свија за тие размислувања како што. Како би се работело што некој доаѓа од некоја повреда? Дали имате нешто од кој аспект ти го поставувам прашање, пример, доаѓа некој со почеток, само што завршил месец, да речеме ја поминал таа иницијална физикална, дали има од почеток од нула некои вежби каде што ги работите, ги правите корективни вежби или пак се сведува на тој систем од тие неколку вежби? Да, мислам, си има програми кои што ги тераме прогресивно и секоја вежба може да се приспособи на секое ниво, буквално. И вежби, мислам, ние имаме 30 на 30 вежби сигурно во самиот систем, не една, две вежби, три. Така да, моментот е што наоѓаме на кое ниво е човекот, пак ќе кажам. Тестови? Батерија или не, во самиот тренинг гледаш ти кај некој. Најбитно е да не работи со болка. Значи болката е знак од телото дека нештото не уреди, не треба да се прави штета. Сегаш, као ако ставиш рака на рингла и ја тргаш затоа што болката ти вика дека ќе се изгориш. Така, доколку ја задржиш ти 5 секунди, стварно ќе ти се оштети раката, кожата и така. Исто и внатрешната болка во телото, кога нешто те боли, телото ти дава сигнал дека во моментот тоа што го правиш не е добро, дека правиш штета. И сега моментот е да најдеме ние ниво кај што ќе можеме да ги зајакнуваме сите тие делови и мускули без болка, кај што тоа ќе му ја гради него силата и да речам отпорноста и ќе го излекува бидејќи праќаме циркулација моментално повреденото место. Така да истите вежби пак ги приспособуваме, наоѓаме кај човеков на таа ниво, тоа ниво на способност и од таму со вежбите го креаме нагоре зависно што е повредата, мислам и цело пристапот ни е цело тело. Што ако ја доаѓа после операција од лигамент или било што на коленото, лигамент најмногу време му треба превкрсне да речеме и уште нема фул флексија и такви некои работи, не може да го прави чучанот, дали е Патрик, дали е некој општ друг чучан, дали ќе биде knees behind toes со почеток или како ќе биде или одиме до кај што може. И постепено, зашто како што ќе зајакнува телото се повеќе ќе пушта, и ќе стигне да може длабоко. Значи јас сум имал луѓе со 3 операции, со 7 операции, со 9 операции. Верувам, ама нешто позајмано е кога се враќа од почетокот. Тоа сакав да прашам дали си имал такви случаи кога од почетокот е зашто он уште го нема тука тоа. Некој што направил пример ми вика имам правена операција пред година дена. Пак он него тие движења колку толку му се вратени, сега само треба време. Дали вака со некој од почеток си имал? Да, сме имале доста случаи. Истиот принцип е пак, значи без болка зајакнуваме постепено да се врати и движењето, секако има ограничено движење најчесто и движењето во зглобот и телото да зајакне да може да се врати да може да ги издржи било кои да се физичките побарувања, дали е за спорт, дали е за секојдневни активности, Користите ли изометрија? Јас сум многу по изометрија и за да те прашувам, баш сум многу сакам изометрија. Пред се исто така за
тетивите ради крвотокот што го зборевме, а не е работат во изометрија. Многу зависи нормално и од вежбата, ама дали вие користите, дали имате... Генерално не, може би да се користи во некои почетни фази, но генерално не. Бидејќи гледам, знаеш, имаше една интересна перспектива што ме дада стречот кога ќе го земаш како стреч, така да речеме, не знам, оној каут стреч што е за квадрицепс, нели, со ногата позади. Ти во моментот ставаш некаков лоуд на мускулот, но е во истегната позиција. Да, ти пак правиш на начин изометриско движење. Да, тоа ја гол. Да, ако не е пасивно. А малце да ние го работиме активно, малце да даеш отпор, ти на еден начин копленк да држиш за квадрицепсот во изложена позиција. Сакаш и сакај некој на почеток кога почнува, тоа е на еден вид изометрија, ама изометрија на вежбите генерално не ја работиме, мислам, не е во системот толку, не дека сме против, мислам супер. Не е во системот, да, бидејќи телото пак ќе се адаптира затоа што телото препознава само тензија. Time under tension, на тоа се адаптира. Како ќе ја направиш таа тензија, не е битно. Дали е со изометрија, дали е само со спуштање, дали е со спуштање и кревање, дали е со повеќе серии, дали е со повеќе повторувања. Исто така тука многу битна и контролата на движењето, дали поспоро идеш, побрзо ќе темпото. Тука спаѓа и формата на вежбата, затоа што кога е лоша формата ти не ставаш тензија на тоа таму кај што треба да ставаш. И ренџот. Значи ти у помал ренџ имаш помала тензија, у поголем ренџ имаш поголема тензија. Така да тоа на кој начин да го правиш тоа е пак, иако помага и дава прогрес, е окей. Вака беше интересно исто. Вика вежбиве као и нели наукава е као и самиот систем е наука, сакаш делува. Како ќе го испрограмираш е уметност и тоа е од тренерот. Значи буквално и ја и ти можеме ќе ги земеме различно, ќе ги направиме вежби, различно ќе ги програмираме и на крајот, рецептот. На крајот ќе стигнеме до истиот резултат. Тоа браво. Ме сваѓаш? Тоа го кажувам генерално. Така е. Ќе стигнеме генерално до истиот резултат. Сега тука се деталите на тренерот, колку брзо, дали ќе стигне, дали ќе биде 100% тој резултат, али доколку ги знаеш убаво и ти и јас, можеме да стигнеме до истиот резултат. Исто е како што викаш готвач, рецептот. Значи еден ќе го направи вака, друг ќе го направи вака, на крајот он у тањер ќе ти го даде и ќе биде исто можеби вкусен. Сега ситници се упрашања, али генерално е тоа е моментот што, знаеш, не јас сум боле ти си или, знаеш, као ова не функционира, тоа не функционира. Не, тоа што функционира, функционира. Така и имаше многу склоп на бодибилдинг, такви работи дека треба оваа вежба да ја правиш, треба оваа вежба да правиш, а во минатото си ги правеле тие вежби цело време што си ги стигнале до истиот резултат, така да апсолутно си во право дека за да се стигне до некоја цел има повеќе патишта до тренерот како ќе те испрати на така, апсолутно, точно. Да. Па не, изометријата, јас ти викам, многу сум на незе, многу ја користам за загревање, за такви работи и за некој што има проблем со тетивите, пример, нели, многу честа повреда е тетива на пателата и убаво им доаѓа многу на сите, посебно тој шпански склад го умрев, сите со вежба со мене знаат, зашто нема стрес стварно и гори хладот и добар старт е и после од таму да се прави билдап и толеранција на ткивото и на тетивата. Така да затоа прашав дали во некој случај тие ги работите или дали можеби во некоја вежба се прави одредено темпо, пошто Поликен пример беше познат доста по темпо. 10 секунди надоле, една задршка, 10 нагоре, пример, лудило. Тоа time under tension хаос. Ама па некои истражувања не покажуваат дека тоа е многу ефективно, а некои го тврдат дека им е ефективно. Да, не сум многу по истражувањата искрено, затоа што често може да бидат лошо интерпретирани. Да, зависи, мора да се погледне се колку. Да, мора да види позадина што е, ете, како што го било истражување за no knees over toes. Значи може такви многу истражувања да искочат, така да генерално е тоа го пробуваш и гледаш во пракса, обзервираш дали функционира или не функционира. Направи 10 секунди на чучен, спушта и крева и ќе видиш дали функционира или не функционира. Едноставно е. Али работиме, играме и со темпото на вежбите, зависно пак кој на која програма е.
генерално тоа е и во понапредните програми, така да зависи, мислам. Али играте и со темпо, знаете да имате негативно или така. Да. Јасно. Зашто толку многу фокус на флексибилноста? Ме интересира ова, пошто не сум, ја порано мислев и сакав да бидам по флексибилност, понатака не бев по флексибилност, искрено ги кажам, никогаш не се истегам. А сум многу флексибилен, затоа што едноставно таков сум. Ме сваѓаш колку и да не се истегам, јас сум флексибилен. Има луѓе такви се. Да. Зашто кај вас е толку многу фокусот на флексибилност? Па, генерално не е фокусот на флексибилност, него, ете, јас, ако ме видиш мене, ја не се истегам. Самиот тренинг ми истега. Сега тука е моментот што со тежини, елонгација и се до да, тоа, да. моментот е што ние не форсираме, не сме јогата е генерално флексибилност. Да. Разбираш. А моментот е што треба да ги имаш двете, треба да си нашиот принцип е треба да си што појак во што поголем опсек на движење, бидејќи спорт, така, значи ти гледаш да си што појак во што поголем опсек на движење. Кога сакаш да фрлиш нешто, значи гледаш full range of motion, не full extreme range of motion. Значи ако ова е движењето, ти сакаш у екстрема да одиш. Ако ги видиш оние фрлачите на копие како тренираат, значи он зима тежина и се прекршува овака цело, да го видиш ќе речеш ова е ненормален. Секаш, али генерално, значи е моментот да бидам што појак, бидејќи силата и флексибилноста заедно ни ја даваат мобилноста, а мобилноста ни дава отпорност на повреди и атлетицизам. Мислам, јас ако можам да си стегнам што повеќе и сум јак во таа позиција и можам да фрлам нешто или да скокнам или така натаму, така тоа ќе ми даде поголем force production, нели, за да имам force треба да си стегнам и да се стегнам во исто време. Така да генерално не некој кога стартува му треба да се тегне статично плюс да вежба, бидејќи вежбите ги работиме во full range of motion, но во исто време и зајакнува и стегнува и додаваме плюс флексибилност на почеток за да to catch up, да надокнади, надокнади зашто што најчесто луѓето се затегнати. И понатаму како што ќе напредуваш со самите вежби, јас искрено не се тегнам статично. Значи со самите вежби што ги работам, бидејќи ги работам во full range of motion, мене не ми треба истегнување, како што викаш. Јас си останувам флексибилен, јас големувам флексибилноста. Од вежбите само. Да, затоа што ако само се тегнеш, ти не зајакнуваш и телото пак си слаб таму и можеш да се повредиш. И второ, телото многу брзо ќе изгуби таа флексибилност. Да, затоа што телото ти дава да одиш до таму до кај што си јак. Сегаш, ако ја зајакнувам, тогаш ќе вика, окей, безбеден си таму, можеш да одиш и затоа ти дава да идеш повеќе range of motion. Тоа е разликата. Флексибилноста е, мислам и често овие два термина луѓето ги мешаат, флексибилност и мобилност, да. Флексибилност е способноста на мускулите да се истегнува. Било кој мускул да е. Мобилноста е способноста на зглобовите да се движат во одреден range of motion, кој што зависи од силата и флексибилноста на сите мускули наоколу. Например, коленото. Ако ја имам затегната задна ложа, или после операција не можам да направам целосно испружување на коленото, така тоа ми влијае на мобилноста на коленото. Сега, ако мене ми истегната задната ложа, ми е јака задната ложа, и ми истегнат квадрицепсот, и ми е јак во тоа истегнување, во тој range of motion, јас ќе имам поголема мобилност на коленото. Тоа ќе значи ќе можам да произведам повеќе сила и ќе ми биде позаштитено. Така да, тоа е принципот позади ATG, не е флексибилноста, мислам. Така. Нема штета од тоа да бидеш што појак во што поголем опсег на движење. Едноставно. Добро, и значи така ја подобрувате преку такви вежби, а дали се работи пример на некои конкретни вежби за мобилност, пример да се подобри интерна ротација на коковите или екстерна ротација, дали се фокусирате некош на такви? Знам, имам видено за зглобовите дека се фокусирате пример на активна дорсифлексија и сите тие ствари, плантар флексија, дали на нешто друго на колкови, на такви работи? Да, на секој дел од телото, буквално. Ја рамениците така си ги средив, моите две раменици, поготоа од десното што имаше проблем, али за секој дел од телото го работим истиот принцип. Сила плюс флексибилност. Да сум што појак во што поголем опсек на движење. За некои вежби, кој што викаш на внатрешна ротација на колку ти не можеш да ставиш 100 кила и да работиш повторувања. Мораш да бидат пак така како вежби со помало вежбички, некои лавови, интензитет, али генерално работиме го балансираме телото преку вежбање.
што и да е. Значи, ако зајакнам горе, гледам да бидам да зајакнам и доле. Ако зајакнам напред, гледам да зајакнам и позади. Ако зајакнам лево, гледам да зајакнам и десно, да се врати тој баланс во телото, бидејќи тоа ни дава најоптимална, значи најдобра функција Така, те разбирам. отпорност од повреди и така натаму. Те сваќам. А на брзинка, сакам да се навратиме на таа крива линија force velocity, сила и брзина. Пошто ја спомнавме, нели? И сега дали работите на експлозивност и на power или на speed strength на такви работи? Да. Пример ќе дам конкретен, олимписки кревања дали работите? Или деривати Олимписко не, али да, деривати одредени вежби, да. Мислам, кај што пак ќе кажам, ти за една работа можеш различни алатки да употребиш. Така. За force Ако го production. добијам истиот бенефит, ја не морам power clean да правам. Да. Значи, окей, имаме олимписки кревање на тегави едно, имаме скокови друго, имаме брзо кревање на чучен трето, и така натаму и така наваму. Брзо исфрлање на тежина. Со сите тие алатки можеш да го добиеш тоа. Во ATG олимписко кревање не работиме, но работиме други начини на спремање на телото да може да Биде експлозивно. да биде експлозивно, така да Дај ми некој пример. го правиме. Пушти ми некој пример. Да. Ете, на пример, чучен со ланци, но ви но бенчот го имам видено дека го работиш. кревање горе. Има S to Grass Deadlift, тој баш вчера го правев и Видов тој ја Чарлс тоа, да. Полекен река дека е една од вежбите за што зголемува многу vertical jump и бидејќи е баш како олимписко кревање, значи ти ја држиш шипката како снеч и сакаш да кренеш, само го немаш моментот на фрлање нагоре. Triple extension има, Да, така? имаш triple extension, ама full range. Така. И е многу моќен, нешто осеќаш како туркаш од доле, како тој force production на притискање на земјата. Да. Имаме скокови овие што се depth jumps од брз контакт. Да, доскокнување од висина и скок. Реактивната сила е на високо ниво. Да. И главно што правиме, имаме спринтови, окей, може да се употребат во одредени ситуации. Апсолутно, што се вика 90% и така е најбитна вежба. Да, спринт и скок тоа е. Да. И самиот спорт како што кажавме да го правиш. Значи одредени вежби може да се дрилови во кошарка на пример, се употребува да скокаш, да идеш да закуцаш топката, но и од лева и од десна нога за да бидеш балансиран, и од лева десна и од десна лева, и го правиш тоа како power вежба. Да, и како power вежба и како скил вежба. Да, ама тоа е скил. Јас за мене куцањето е скил, скил. затоа што јас кога ќе дојам на утеретана или кога ќе мерам скокот, имам мерач за скок, јас имам одличен скок, ама кога ќе отидам да закуцам, координацијата не ми е таа или скилот не ми е тој, пошто треба да го работам, да. Да, па тоа е моментот што ги работиш двете во исто време и не губиш време. И power production и техника, кога ќе ги споиш, куцаш, така да. Да, апсолутно. Тоа се работи, тоа ни е принципот. Во фудбал ја би рекол да шутираат со обратната нога. Сеќаш, Да, сум деснак со лева и пуна, да речеме. Да бе, она експлозивен пум, пау. Да. Значи, тоа сакаш да го кажеш, олимписки кревања нема, има деривати некои што се користат и се до тоа такви вежбички. Јас исто така некој принцип кој што го користам, има специфични движења, ама и сакам некои деривати пред се за овие рекреативци, пошто ги немаат тие спортови, да го добијат тој power елемент, затоа што многу ни се битни брзите мускулни влакна, а немаме некој многу друг начин како да ги добиеме. Преку нели овие спори вежби се активираат, ако идеш до фейлир, на крај се активираат, се уклучуваат брзите мускулни влакна, а има многу истражувања нови што доведуваат дека пошто многу од да речам и умирањата на луѓе на постари години се од некој fall damage или нешто, пошто он го нема рефлексот брзо да ја стај ногата или нешто. Да, а тоа се брзи мускулни влакна. И затоа го имам тој дел. Не им е некој омилен на некои луѓе, знаеш, ама го гледам бенефитот што они не го гледаат некако, како да го кажам така. Така да, затоа прашав пошто им гледам доста бенефит во тоа. Дефинитивно. Добро, ајде вака сега да те прашам, пошто има многу луѓе што сакаат да дојдат на тренинг, знаеш, и он нели стрес од работа има и седата си вика, ле сам да испукам некој јак тренинг да ми извади од так, да речеме ништо слично како кросфит, да пошто тие се сите такви, нема лесен тренинг таму. Или пак ај прво за тоа ќе поминеме. И дали имате некој таков тренинг што ќе му даеш или препишеното е тоа, треба ги изработиш овие 10 вежби, тоа е тоа, или има и некој full body тренинг, нешто со појак интензитет.
Ме сваќаш? Да, сваќам генерално. Мој тренер сигурно си имал некои такви тренинзи такви да речеме. работевме табу. Ете, сум работил со кетабели, со све и така натаму. Едино што не сум работел олимписко кремање на тегови, да речам, тоа ми има останато. Така. Али главно кога ќе дое некој повеќето од нив се со веќе постоечка болка, повреда и така натаму. И сега Така ве знаат веќе. Да, и сега ќе дојде и ја му викам, првин среди го проблемот. Сега па после тоа ако сакаш иди Врати се. кросфит, да, иди тера и трчај спринтови, што сакаш проиграј баскет со другарите и така натаму. Чи кај тие луѓе гледаме прво да го решиме проблемот. Затоа што не кеш ти на веќе постоечки проблем да додаваш дополнително стрес. Стрес, така. Да. За тие што сакаат по-екстра, јас лично претходно сум вежбал така и секогаш Ти сум фали сакал некогаш тоа, подинамично, да. да. И мојот тренинг да го видиш е динамичен. Имаме и програма која што е, не знам, ATG Intensity се вика, кај што е сега ќе ти биде јазикот до земја, но пак ги применуваме ATG вежбите и принципите, но нам во кружен со кружен метод, со санка и така натаму, кој што пак ќе го добие тој ефект Ке ти дигне срце в ритам, интензитет ќе ви мајак, да. Така да имаме програми, нивоа за секого би рекол и за секоја цел, зависно од човекот, но главно не ме да луѓе иде сега цел ден у столче вака на работа, го боли врат, го боли рамо, го боли грб и сега он иде и ќе запиња, ќе прави, не знам, скокови, брписи така натаму. И после кичмата ме боли. Сегаш. И не е поентата, ја не го гледам вежбањето како лесно е. Секој тренер може да напише тренинг да ти донесе јазикот до земја, секој. Апсолутно. Значи Апсолутно. може да го научиш за 2 недели тоа. Да. Сегаш, поентата на тренингот не е ни да ти испоти, да, окей е, мислам тоа ќе си дое природно, не е ни да ти биде јазикот до земја, него е да те подобри. Значи ти секој ден да стануваш подобар и да идеш кон твојата цел. Ако мојата цел е да ослабам, мене ме боли коленото е прва пречка што ме спречува да ослабам. Така е. Ако одам да трчам на кеј, ќе ми се зголеми болката, ќе треба да идам да седам поише, па депресивно ќе влие тоа ментално, емотивно, па ќе јадам поише, па ќе се здебелам уште поише. Така да првин мора да го решиме проблемот со коленото и потоа окей, сега можам да трчам 10 километри на кеј и ќе ослабам, така и подобро ќе се чувствувам и бидејќи болката ќе поминува и ментално ќе влие тоа, ќе придонесува подобри хормони, подобар сон, подобра храна и така натаму и ќе одам кон таа цел. Така да знам луѓето најчесто не мешаат со тоа, знаеш, ја им викам ние не сме физикална, ние сме фитнес систем. Па затоа те прашам, Но со ги решаваме првин тие проблеми зашто тие се првата пречка. Знаеш, и луѓето некад не ја гледаат како таква, ме боли коленото, ама да, многу се со тоа, да, нема гајле уживе, да. Да, нема гајле. Моментот е што мораме првин таа пречка да ја трнеме за да можеш ти да правиш било што. Така да имаме и пристапи кон тие кои што сакаат поинтензивен тренинг, но доколку секако све како што треба физички. Да, па затоа ми беше прашањето, пошто еви некој ако го стигне тоа ниво и ги помине пример овие вежби си викат чекај дај малце да појачам, сакам малце нешто да ме истроши, да ме убие што се вика малце. Тоа ми беше прашањето дали постои таква опција, дали има некој таков, дали некој ти поварал некој ете така. Имаме, да. Некада ќе вежба со мене и ќе тера. Јасно. Ја го правам ова 5 нешто години, значи генерално со доста вежбите сам не се на напредно ниво и кога вежбам исто гледам, значи тоа да е интензивно и може да е интензивно за некој што сака да се испуца. Ама мора пред првен да го исполни услово да е кој што треба здрав. Јасно. Поред мене. Така. Кажи ми, си ги враќаш некад руските звона, си пукаш со нив некад или немаш таму? Неам вежбано, не ми дошта. Некако 4 години 5 вежбав со нив. И сега некако ми се смени фазата, знаеш, па не вежбав толку стрен тренинг со шипка и сега ми е така. Од време на време имам некој тренинг низ годиневе направено, ама не да речам на секој 2 месеци да земам да правам. Те сваќам. Јасно. Ова препоставам дека нема дали пример некој фокус кај што некој ќе дојде ќе рече сакам повеќе да се посветам на хипертрофија и на такви некои работи као само на изглед сакам мускулов. Не на изглед, добро, пак тие вежби ќе бидат пошто верувам дека и вие не користите премногу машини, имате знам шут пример.
Имате лату ствари, знам, исто ако некој валја регресија. Да, имаме кейбл машин, имаме одредени за ствари. хипфлексорите, да, Главно да. е главно имаме back extension машина, seated calf машина Да, за да. седечки листови Да. и за екстензија на грб, но главно е со слободна тежина. Freeway, да. Има ли нешто такво или некој доаѓа и ти вика јас сакам на хипертрофија се? Да, има најчесто, исто принцип пак ја применам. Некој ако има проблем со рамо, колено, кичма, му викам првен мораме да го средиме тоа, затоа што не сакаме да додаваме екстра мускулна маса да прави дополнителен стрес на веќе постоечки проблем. Кога ќе среди тој проблем, имаме програма се вика ATG Muscle, која што е баш за тоа, за ги употребува принципите и на поликвин, се внесува доволно и full range of motion и флексибилност и така натаму, за телото да остане во баланс и се работи на мускулна хипертрофија, односно за мускулна маса и луѓето се презадоволни од таа, така да имаме и за нив, мислам, програма и решение. Сега не работиме бодибилдинг, значи кога ми дојде некој, не ни доаѓаат луѓе кај мене за надпревар за бодибилдинг. Тоа е за мускулна маса, да кажам, во нормални граници, тоа што веќе за бодибилдинг надпревар тоа е екстрема, според мене. Апсолутно. Така да имаме и за нив програма и Значи си и постои пристав, тоа. да. Си постои тоа. Јасно. И тамо пак има сигурно употребување на одредените вежби и плюс има нели. Да, има и екстра вежби таму, да речам и некој по Па да, за тоа, теретански, ја на пример бицепс, трицеп изолирано, не трицеп не вежбам, но таму има додадено вежби за тоа. Пак се во full range и така натаму. Таа програма ја прави тој што е level 3 што ти кажа Фернандо, што е со Бен кој што ги има и тие онлайн, кој што е кон тоа насочен, кон повеќе као strength building и така натаму, што бил он амерички фудбал играл и така натаму, таква позадина има, така да натаму е насочен, али мислам има секако е силов тренинг. Сегаш и да не е таа програма, силов тренинг е кај што ти таа е фокусирана за побрзо и повеќе ти дајно и ATG да вежбаш тој пат. Да, ќе имаш ATG да вежбаш 3 години, 4 и да напредуваш од као byproduct ќе си го добиеш ти мускул. Да, мускулна маса соодветна за твојата, мислам, за тебе, не сакам, не сум бодибилдер, не сум голем, не ни сакам да бидам. Не ти е тоа целта? Да, не ми е целта, си се одржавам оваа од прилика тежина и си качувам постепено сила, така да. Јасно. Тоа е тоа. Јасно. Да, ми се свија. Добро. Ајде да раскажи ни, ми спомна, ама како беше тоа искуство да го запознаеш човекот што реално ти е, нели, веројатно ментор ти е околу ова сигурно. Како беше тоа чувство, како ти беше оно живо и се да тоа преаго е сигурно. Како ќе се навратам, не може да ми доаѓа смеа секогаш од возбуда, беше како на сон, дефинитивно. Респект тамо со знамето се слигавте си. Да, да. Им го оставив тајтото знаме и ти живаше додија да го чуваат, али беше стварно преако, затоа што, не знам, кај нас уште не можеш да им доловиш што е ATG, какава е вредност тamo. Сега, што сега, не знам, да си фудбалер и да идеш да се сликаш со Кристијано Роналдо и да тренираш со него. Сваѓаш? Буквално тоа ми се деси. Сега не сам ја лично си го доживувам тоа и така натаму, него наметнам на луѓето и знаеш, што направив, леле, знаеш. Него, окей, кога свада, едноставно јас ми беше тоа сон, ми беше желба, се остварив и така мене, мислам, ми е супер. Искуството беше, мислам, неверојатно, затоа што 5 години си гледал само видеа и си гледал места и така. Идеш таму на лице место ја гледаш. Таа сала сега моментално само за вработени, само за тренери, овие ATG for coaches доаѓаат да тренираат. Сигурно онлайн контент. Да, онлайн контент и сега настани, има семинари за чучање и така натаму доаѓаат се дружат. И знаеш, увоживо кога ќе вежбаш таму и са бајле секој ден од 10 до 12 да речам, вежбаат сите и доаѓаат и 20 души. И сега вежбаат ATG, ама тоа све се таму зверови, и сега тука, знаеш, немаш конкуренција и ти е као, идеш таму и си као кајпната да мотивиран.
запињаш, али беше многу јако самите тренинзи, дело до премата. Сите вежбавте, пример, тој ден некој тренинг си погоди или секој по своја секој на своја програма си, али генерално тоа е тоа, тоа е тоа и не знам, делото премата што беше таму, ете ланците, ја нема фусала тогаш ланци. Да испробаш мерак и све. Да, и со ластици е друго, ланци поише, мислам, подобре. Делото премата, не знам исто што ја вади бен, што ја користи моментално, знаеш, да се употреби, беше као многу добро искуство и за мене лично, многу позитивно. Игравме баскет таму 4-4, исто играв со некој со највисоките скокачи у светот, на сегаш, као беше као како ти беше он као човек, имаше муабет со него си? Да, бевме на една вечера и бевме као у кола заедно Убер викна и да направиме муабет, зашо, знаеш, кој он таму сите се околу него и така натаму, немаш многу време. Бевме, разговаравме баш за плановите што ги имам тука и така натаму. Мислам, он кој човек е цар за мене, мислам, многу добар пристап има и како ментор. Учам од него за не само за вежбањето, него и во односот на другите луѓе, и за менаџирање, и за маркетирање, и за тоа дека сите сме заедно истиот тим, ова ме сеќаш као баш ми е било што сум тука и на овој подкаст што сме, знаеш, заедно ќе размениме знаење, искуството, тоа што и ти сакаш да помогнеш на луѓето, јас сакам да помогнам на луѓето. Да, нема зашто да нема, за сите има работа, за сите има простор, можеме заедно да растеме без и да си помагаме да растеме, така. Да, и тоа ми се свига неговиот пристап, така да тоа и кажува се за него. Браво. Генерално и он, мислам, мене доста ми има помогнато, сакаш ми дал доверба за да имам сала тука и така натаму. Така. И тоа како човек, мислам, немам зборови. Браво, секоја чест. Баш ми е мило што се десило тоа. И имаш планови да отидеш пак или нешто? Па да, планирам вака секоја година или барем еднаш во 2 години и така натаму да идам да како да кажам. Да, самото присуство таму те подобрува како размислува таков човек, потезите и се да, самата енергија која имаш таму. Као на апдейт, знаеш, идеш да апдейт, 1-0, 2-0, 3-0. Така и како што ќе се развива да речам ATG Europe, значи за Европа и ATG for Coaches и така натаму, дефинитивно планирам барем еднаш годишно да се оди. Да. Кај се они стационирани? Во Clearwater, Флорида. Да. Тоа е Тампа град, Мајами е десно, е на другиот прек Тампа и одма едно градче блиско е Clearwater. Прево. Верувам, Флорида е драма. 20 дена бев таму. 20? Да, температурата беше топ, 25-30 степени, на плажа идеш. Таму имаат прогласена на најубавите плажи. Сега водата не е толку сјајна као што мислиме кај што Грчка, да. Али плажата им е огромна, широка со ептенците, педуја долга ептен, така да. Браво. Значи едва чекаш пак да идеш. Да, ме уча да играм амерички фудбал, Ништо, кај сме играли. Врска немам правило, да. Ме уча како да фрлам топката, игравме на плажа, што се правилата, нели, дека треба малце по малце на секој трчање да освојуваш дидеш таму, да. Да, ние немаме ние исто немаш реалност, немаш ништо за никаква поврна точка, знаеш. Ни фим е тоа број 1 спорт. Да, тоа и кошарка им е главно. Да. И хокеј исто или такви некои, или бейсбол, прскане. Да. Кога е нашо се ракомет, кошарка, фудбал. Да, кај ни фудбал за ништо, ракомет исто никако. Пошто реално уште не е навлезено, еве ти ми спомна дека има работено со некои НБА атлети и некои Евролига или некои од тие големите лиги, ама верувам, знам дека тоа било индивидуално, сигурно некој еве таков човек што си вика и ова јако изгледа, ево пробам да го изработам. Се уште нема проучот некои лиги повисоки или тимови примери да биде као он или некој од неговиот дел strength and conditioning coach. Мислиш дека тоа е за она што го зборувавме на почетокот, дека они се за генералниот дел, као вие сте за нели најмени и треба да има уште еден за као да работи заедно као структура? Па да, генерално има многу, но се деша у позадина. Доста од тренерите што се таму strength and conditioning coaches, кои што работеле, ги користат негови алатки за нивните тимови. Ќе ти кажам пример. Далас Маверикс беше Дончич. Да.
Далас Маверикс имаат нарачано, имаат уште 2020-21 или не знам која беше, сите имаат нарачано коси даски, имаат санки нарачано и Слен Борсон има, да, и тип барс и така натаму за да прават дел од вежбиве за Не го знаев. за ATG. Сега нивниот тренер користи ATG. Но како корективни вежби си ги користите. Да, ги убацува у систем. Мислам, Да. тоа е систем. Ти за да влезеш у системот внатре, знаеш, треба да поминат години, така натаму. Но веќе навлегува, у позадина се дешава. Така да у NBA доста го користат. Видов и Леброн Джеймс пред утакмици или после утакмици правеше полеквин степ-апс. Сегаш. И се гледаат делчиња и се луѓе ги користат у позадина. Има цели тимови у НФЛ кај што Бен исто им дал семинар. Двете страни се што игра на Супербол, нели најголемото што има амерички фудбал, двете страни вежба ATG. Да. Да. Сегаш. Сега него Да, не им е она фул. не им е фул и него Ама е дел од нивната програма. Да, него тоа сакаш. кажуваат као ние вежбаме ATG, вежбаме ние strength and conditioning, и Ама оние тоа е ги strength мати. conditioning. Вклучуваат и дел од ATG системот принципи кои што им стварно им помага. Значи играчи бен индивидуално доста има тренирано кои што се враќале, имале не знам повреди и така натаму, се враќаат и сега има најдобрата година у кариерата, ме сеќаш и потпишуваат најдобар договор у НФЛ, NBA и така натаму, така да позади завесите се дешава. Кога ќе дојде, не знам, некој официјално тренер како мене да биде, ја работам со, не знам, Лейкерс или у Евролига Да. со Партизан, ќе ги се. Да. Али тоа не знам. сваќам, да. Не знам кога ќе се случи, али тешко е и тренер ваков да навлезе бидејќи таму, знаеш, имаш уште стар системот на трчање, ајде се искочи на ке или се овие вежби и така натаму, малце закоравен и треба време да се промени тоа. Знаеш, уште утакмици има 2 дена слободни. Чекај малце стрен тренинг ако правиш утре дента или барем еден ден слободен тај. Ја не сум, али следниот ден како ќе им помогне во поравок. Не ке биле они, знаеш, телото им било во фаза на се уште така се размислува барем за тој стрен тренинг, а реално тоа добро ќе им дае нив у секој случај, да. Да, големите клубови вежбаат после утакмица или Одма, утре дента одма. Да. И сега Тоа ми се свиѓа тој дел после утакмица затоа што секако денот им е на висок стрес и на високо ниво и може да си го заврши тука и тој дел. Да, Си и го утре да му- и адреналин имаат на високо ниво, тоа да се загреане искористи, веќе да. и хормоните и така. Да. Тренингот не мора да биде 2 сати, Да. мислам, фала Богу. Да се покрие тоа што треба. 30-40 минути и испуцува и он утре дента дај му day off Да. или active recovery и он до крајот на сезоната они ќе видат машини. Ама кај нас уште, знаеш, главниот тренерот не, знаеш, едно друго и тука мислам дека е проблемот, затоа што они кај нас да го прават само спортот. Не им и нели таму работат специфични движења како што зборевме и кондиција. Секој таков клуб има неколку тренери, така. Да. Цел тим се, цел состав Да, се. цел тим. Самиот тренер у спортот треба да им дава специфични вежби за спортот, за кондишнинг и да прават стрен тренинг, нели ATG или тоа што го работиш. Комбинејшн може да Тие биде. две само доволно е, они ќе газат, поготово за кај нас пола тимовите немаат кондиционен тренер. Кај нас Не условите работат се друго. ништо. Да, условите се друго кај нас, апсолутно. Така да на светско ниво гледаме и во Европа имаше еден тренер од Италија, со Милан фудбалери работи, исто работи вежби и го гледаме од ATG. Така да има некои кои што ги зема зашто гледаат дека функционираат, даваат топ резултат Така. и си ги користат, но не се се промовираат, не се рекламираат како јас сум ATG тренер. Така да. Да. Еве пример какво мислење имаш ти лично? Пример Леброн Джеймс, не знам дали си видел, има нели на интернет, но не може да знаеш како тренира, они како се спрема пример. И може да се види од кај него дека неговите механики на некои движења не се идеални и чучан некој не е ни до пола, до четвртина со некој white stance и се до тоа. Сега пак тоа е антропомоторика на неговите, нели, на неговото тело, ама испаѓа дека тоа работи кај него. Он е, нели, пропонент на hard work и све се посветува сето тоа. Толку години е во лигата и сето тоа, а реално јас кога го гледам како strength and conditioning coach, игам дајте ми го човеков, мислам дека машина ќе го направам, што да го направиш кога е веќе страшна машина.
он работи ете примеру тие агли, тие му одговараат него. Мислиш дека може да се подобри тоа, дали би го направил нешто, не знам дали имаш видено, си гледал сигурно тој схватот што го прави се да има Неам некој. видено до толку, мислам го неам изанализиран, не сум кошаркар, не сум Да, али спорт. знаеш дека е она атлета дека јака. Или Роналдо 90% тренингите што ги става, што ќе стаи нешто му е на машина нешто прави, или стомачи некои глупи прави, суштина е машини. Да, пак тоа мислам дека поише не за PR, за public relations и за маркетинг, они Апсолутно. не даваат што работи ону позадина. У Реал Мадрид на пример имаше дел исто кој што ги гледав кај што работат, не знам, назад нели влечени или нордикске што прават спуштање за задна ложи така натаму. Но они матар си ева година, брат. Имаат едно 9 повреди на колената. Да, не знам 4-5 дали им се души имаат смени тој. лигаменти, скинати, јаки повреди. Куртоа го монот, само што им се врати со скинат лигамент, скина менискус. Ајде. Нешто има таму. Нешто дали го сменија тренерот Може. затоа што беше тој Пинто претходно, тој го гледам беа топ тоа што или Лига шампион. Сега не знам, немам пратено. Да, не знам ни јас, ама оваа година Али- се со повреди Да, страшно. генерално моментот е, знаеш, не го гледаш ти тоа 100% од времето он што го прави позади. Пак ќе кажам, позади завесите. Така да не можам да кажам да судам тренингот како му изгледа. Али има програми кои што ми пратија програма со еден тенисер што работев. Што работел пред тоа, као? Да, кога ќе разгледаш, знаеш, пак они тоа што веруваат си носат и тоа им донео резултати така натаму и сега тоа е тоа. Зависи, мислам. Да видиш, ќе секогаш си го може да испробаш се својот подобри. принцип да видиш како Да, ти можеш да. да помогнеш. Ја Да. верувам дека кај секого може да се подобри нештото така да на кој ниво да е. Да, бе, да. Те сваќам. Кои се твоите идни планови? Нешто имаш испланирано како што ширење? Се имате една сала моментално во Козле, така Да, нешто? во И работите Козле. знам Во Палестра имаме на Аха, и таму се група некоја на групи, проекти, да. така. Па ми први нели стартавме во Козле салава, но луѓето бара дајте на кај кисела вода аеродром, и ми Различни тек на да, тај ќе направиме соработка. Ќе договориме, прво бевме во бейзмент во Јане Сантански Тоа е доле. аеродром таму, да, исто. Да, они се кросфит. Да. И викам дај салата секако неколку термина ќе земе, ќе држиме тренинзи таму. Па после сега од после нова година се префрливме во Палестра. Таму ни се групите за другиот крај од градот, а тука е нашава сала. Така, Кој што работиме така. повеќе, мислам, работни сати, таму Таму имаме е само домашна, да, она, групи. Да. Да. Планот ни е поголема сала, мислам, таа што ни е се моментално, можеби уште една, не знам, во иднина здравје, во Македонија не би отварал, мислам, повеќе сали. Да, бе, една голема ти Реално, е да, доволно. онлайн може да се опфати цела Македонија. За планот е да се иде во Европа, како што спомна Значи, го веќе. планираш така што. Да. Јас сум одговорен, така да имаме Србија блиску, па други земји како што се Италија, Шпанија, Германија и така натаму, кај ќе се отворат вратите. Бро. Нешто да трне и после кога ќе Да, трне. една веќе. што се вика и, да. Така да ќе работиме на тоа. Тоа ни е планот. Бро. И да, мислам, секоја целта е да помагаме на што повеќе луѓе, да го знаат тоа, да знаат за сопственото тело, да знаат како функционира, да го разбираат и сето тоа да го применуваат за да им помогне да живеат подобар живот, што и да е, дали како спортисти, дали како рекреативци. Затоа што сме имале и од двете страни луѓе. Сме имале човек кој што сме му помогнале не знам, 10 години проблем со кичмата, да не може детето да си го носи на ушка и да си игра со него. Немаше баскет играно 4 години, бидејќи последниот пат го фатило кичма и 2 недели не може од креве да стане. Сега го враќаме да игра баскет после 4 години без никаков проблем, го качува детето на ушка, иде на водно, така натаму и наш игра фудбал, што е као Тоа бесценето. највише те радува, да. Да, не Највише му те кажеш радува на тебе некој како тренер, да. Да, и мене ми исполнува, ама и замисли колку е тоа Да, за за него. него, Нема да. бесценето е тоа. Да му речеш некој на улица што го има проблемот, дај сега 50.000 евра и ова ќе ги најде, ќе ги дадеме, сваќаш, затоа Да. што нема тоа цена. Сум имал и фудбалер од другата страна кој што му викаат, окей, 2 операции на коленото, трет пат кине менискус, оштетена раскавицава 90%, крај со кариерата му викаат, уште оваа сезона истераја
и полека, значи размислувај за пензија на 27-8 години, пик на кариерата. Тоа беше 2021. Јас му викам, окей, имам, да, не можам да ти гарантирам ништо, не сум доктор, тројца доктори му го рекоа тоа, не сум доктор, ќе пробаме, ќе вежбаме. Ако ти помогне, супер, ја мислам дека во секој случај ќе ти биде подобро. Не можеше топка да подаде и така натаму, професионален фудбалер, да, од прва лига. Вежбавме после 5 месеци, се врати на терен фул, мислам си вежбаше он успаци, тренираше и така натаму, играше колку може утакмици, значи усред сезона, усред играње утакмици, па ќе му отече коленото, па ајде, па така натаму правевме ствари, но многу дисциплиниран, што ќе му кажев тоа правеше. За 5 месеци се врати, играше 5 утакмици у рок од 2 недели, по 90, по 120 минути, веќе без проблем. Тука на припреми бидејќи многу интензитет, малце се јави некој проблем, го решивме. Тоа беше 2021, но таму јули почнавме. Онто денес игра, 2024, значи 2,5 години. Браво. Скоро 3. И е најбрз играч на теренот. Буквално, а не е ни позиција што бара да е најбрз. Значи игра средина, одбрана или централ бек, да. Значи 34 км на сат му измерја пред некоја утакмица на GPS. 34 км на сат е world class. Значи тоа го трчаат оние у премиер лига, Да, сериозна бројка е тоа. После него тие се 29, 30, 37. Тоа што е сега Pain Free му го донело тоа си. Да, замисли, знаеш, го носиш од пензија му вика тројца доктори до тоа ниво. И он сега игра пак и кога вежбавме му кажам: окей, спортот супер, знаеш, ти исполнува финансиски, сигурно му е боле, емотивно тоа сака да го прави и ментално, знаеш, не те боли колено, веќе ти можеш да фул да играш фудбал, значи и он така игра, знаеш, со страст. Ке помине тоа, до 35, до 40 години. Ама и после, да. Што ќе правиш после? Ке имаш деца, ке сакаш да си играш фудбал со детето. Основни работи, да. Да, му рекоа вештачко колено, ке ставиш вештачко колено и ќе си нека игра детето со другари. Ма сакаш, не може тоа никој да ти го даде. Така да тоа му викам, гледај long term, гледај на тие моменти. За фудбалов ќе играш му викам до 40. Моментот е гледај го после тој да можеш да со децата да си играш фудбал, ме сакаш да ги растеш и така натаму. Тоа е нешто што тие се побитни работи. Повредно, да. Така да тоа сам да ти кажам, има од двете страни. Целта ни е што повеќе такви приказни за успех. Сега сме имали жена со 9 операции на колена, кој што на работа не можеше да оди. Да. Сега иде со точак и ги качува скалите, сеќаш како тоа е секогаш целта. Главна луѓето да можат да си го одвиваат животот без никакви проблеми, да немаат болки, а после тоа како byproduct е изглед и перформанс за некој. Тоа ќе си дое. Ти ако можеш да го употребаш тело, да трчаш, да вежбаш, изгледот ќе си дое, перформансот ќе си дое. Така да тоа е моментот ми е што повеќе луѓето што знаеш имаат лоши информации или лоши искуства и лажни информации, знаеш, се плашат и така натаму. Да се допре до нив, да дојдат, да пробаат, да искусат, сакаш да им се помогне, да го надминат тоа. Да преземат контрола врз нивното здравје и физички као перформанс тело и така натаму, за да имаат подобар живот, така да го подобриме квалитетот на живот, што и да е целта. Ајде уште да ми кажеш твое мислење вака за кросфит, дали имаш некое мислење, што мислиш као целата нивниот систем на работа, дали ти се допаѓа, не ти се допаѓа? Имаш вежбано. Кросфитот јас го гледам како спорт. Да. И како спорт е супер. Како спорт е супер, ама многу рекреативци го прават као ризичен. Дефинитивно, да, ама и баскет многу луѓе играат, знаеш, ај ризично виткаат, склоп. Точно. Повредуваат колено, скијање, земи го, така спорт, и да секоја година сега без пак никакво спремање. Да, без никакво спремање и да скија и секоја година ми се вуваат. Ало, преден вкрстен менискус, ало, преден вкрстен менискус. Ќе ги правиме ли тие вежбичките? Значи секоја година. После скијање. И сега моментот е што пак нашиот пристап е ATG не е спорт. Сегаш.
моментот е ATG е начин на вежбање кој што ќе помогне за било кој спорт. Така. Чи еден од моите тренери, тоест двајца сега, се кросфитери, вежбаат кросфит. И ова им помага да го прават тоа со подобра способност и да немаат болки, повреди и така натаму. Така да не сум за тоа некој од столче седел 10 сати. Да тренира кросфит. Да, има болка у коленот и така натаму и сега да оди да прави бокс джамп, да трча со тежини и така натаму, за тоа не сум. Така да тоа е до тренерот од CrossFit, некои сега го прават. И нив им даваат регресии, тоа е до тренерот. Сега, да, има доста повреди понатаму, кај што имаш олимписко кревање и така натаму, кај што тоа се кој сега да земе некој да закуца. Сега кога ќе доскок не треба да е спремен за тоа. Пак го гледам како спорт и као спорт е супер. Но според мене као за секој спорт треба да си спремен и за фудбал, и за скијање, и за кошарка, треба да вежбаш стрен тренинг. Да бидеш спремен за тоа, да. И strength и mobility, за да бидеш спремен за тој спорт, да можеш да го уживаш. Зашто во спротивно ќе вежбаш 2, 3, 5, 6 месеци, ќе се деси проблем и после ќе влезеш во моментот на повреда, враќање, си се вратил, си се повредил, пак враќање си и кога ќе се откажеш е прашање на време. Дали после првиот, вториот, третиот пат. Као заедница се супер, као систем за луѓе што не се наоѓа кошарка, не се наоѓа фудбал, сака малце competition. Hardcore competition. Да, окей, супер, но пак ќе кажам треба да е тоа на соодветно ниво. Ја видов дека имаше и ти некои семинари, видов дека и во странство има некои семинари кај што доаѓаат нели АТГ тренери као да им дадат одредени вежби да се посветат на тоа. Мене не ми се добаѓа многу, оние сменја културата дефинитивно, од нив започна таа промена да не биде све у теретана и со машини. Да, така да за тоа респект, немаш збор и стварно изгледаат како одлични атлети. Тие што се професионални. Некако све кога ќе видам некој обичен човек што вежба, не можам да пак многу луѓе да се разбереме сакаат естетски, бареме веќе мене, сакаат и естетски да изгледаат убаво, ме сваќаш. И сам многу видено луѓе од CrossFit што толку се мачат и вежбаат, а естетски не го добиваат тоа затоа што според мене не е баш многу, не се фокусираат оние, немаат дел ќе правиме еден хипертрофија посветен тренинг за горен дел или за долен дел, они кај нив е цело време тоа Да, види, пак е спорт. Фокусот, вежбаш ти powerlifting, така метода. Тоа е спорт. Ти ќе вежбаш чучен дедлифт, бенч. Да. Крај. Ме сваќаш. Да. Овде е тоа. Ако вежбаш олимписко кревање, тие ти се дисциплините. И за тој моментот фокусот е различен. Вежбаш бодибилдинг е така, не ти е гале за функција, справи да бидеш шо по голем, шо по дефиниран мускул, нели фази на кат, на качување тежина, на спуштање и така натаму. И тоа си се све спортови кои што си имаат нивна цел. Но за некој кој што целта му е да е физички здрав и така натаму, можеби нема да му одговара таа цел на окей, сега ќе се убиеме од тренинг. На некој му одговара, но јас пак ќе кажам, и powerlifting луѓе што вежбаат моментално користат ATG за се болју powerlifting. И CrossFit луѓе што вежбаат, шампионот лани прелани беше вежбал ATG му пиша на Бен. Поради тоа што вежбав ATG многу ми помогна за да станам овој, па Бен беше кај нив. Држеше семинари така натаму една од најголемите. Рич Фронинг, поранешниот CrossFit шампион, вежба ATG, Маркус Фили, тој претходно што вежбал ATG, сега е Functional Bodybuilding, вежба ATG. Пак ја кажам, значи да се спремиш соодветно и на соодветно ниво и степен да навлезеш и да напредуваш во одреден спорт. Не можам сега да идам на powerlifting и да ставам на чучан 250 кила, 100 не можам да кренам, така? Ке ме смачкаат. Исто и CrossFit, не можам сега да идам да правам олимписко кревање, кругови, скок на кутија, ако не можам тоа да правам. Најверојатно ќе се повредам, така да... Па тоа ми е мене нешто заради тие причини, пошто многу луѓе не го гледаат тоа така, пак е некој вид на бизнис што треба да се продае нешто, и не го гледаат тоа така и го испробуваат, не го гледаат како спорт, го гледаат како пак некоја рекреација нивно, а се пак не е, затоа викам, многу е ризичен. Има многу работа, спорт си е, фокусот му е тоа, знаеш.
Апсолутно. И треба многу внимание, треба многу да се пази, а нив целата таа структура им е базирана на competition. И самите рекреативци цело време се И надпреваруваат. надпревар, што поише, што побрзо. Знаеш што не ми се свиѓа, што многу од вежбите ги менуваат за да стигнат до побрзо да ги направат. Кај јас сум многу голем фан и љубител на pull-ups и сакам стриктни pull-ups да правам. Разбираш, сум правил 2000 у ден, 2500 се тоа, стриктни да бидат. И сега ќе видам некој keeping pull-up, не ми се допаѓа тоа и не била така вежба да смислам, сакаш. Да, али види, спорт, па ќе кажам, они баскет ти гледаш што помалце движење да го поминеш противникот, така. Да. Што поише кошеви да даеш, да не примиш. Они гледаат што повеќе повторувања направат, да бидат поефикасни во тоа, за што пократко време и тоа да изгледа. Сега многу компензации се случуваат таму, свегаш, за да стигне он до повреди. Да, бидејќи е спорт, кога не е спорт, кај нас у сала ја не му викам ајде можеш побрзо, ајде треба да на време. Не, он си го прави на свој ниво, со негово време колку му треба пауза, окей, направи, затоа што фокусот ни е нас да ја кренеме способноста на телото, за после ти ако сакаш оди вежбај, што сакаш спортувај, али тоа е моментот кога се работи strength и mobility, немаш ти надпреварување. Да. Значи имаш одредена цел, да зголемиме сила, окей. Тоа е моментот. Кај нив е, окей, да зголемиме сила за да можеш што побрзо да го правиш ова. Да. Тој принцип ми е така, затоа ти викам, ради тие компензации. Да, не сум против, но мислам дека за според мене секој треба да вежба посебно strength and mobility. Да, ти го гледаш така како спорт тоа. Ти го гледаш како спорт. Не како спорт, него како лична хигиена, како одржување на телото. Не, кросфитот. Да. А после шок спорт ќе одбереш. Дали е тоа планинарење, дали е трчање на маратони, значи кај нас имаме од планинарење, човек што се качи на Монт Еверест. Имаме маратонци, имаме кошаркари, имаме фудбалери, што и да ти е кросфитери и така натаму, што и да ти е желба, што и да уживаш да го правиш, да можеш да го правиш без болка, тоа е нели го носи уживањето и со поголема способност. Јасно. Добро, баш ми е мило и стварно ти посакувам успех во сето ова што го имаш испланирано, пошто ми се свија како размислуваш на сето тоа. Искрено ќе ти кажам, бев некој скептик на некои работи, пошто ни сум испробал, сум гледал, сум разгледувал, ама убаво ми ги објасни некои работи, баш се согласувам со некои ствари. Мило ми се свија каква идеја имаш и сакам стварно да успееш во сето тоа. Така сакувам све најболje. И обавезно ќе правиме некој тренинг, ќе си испукаме и кај нас и кај вас, ќе се склопиме, нема збор за тоа. Ова беше еден почеток, или така да се видиме, да си дискутираме за вакви ствари. Се надевам ти се допадна, мене ми беше топ. Дефинитивно и мене. Се надевам и на слушателиве. Ми се допадна, верувам дека им се допадна. Така да растеме, да подобруваме животи, да има pain-free movement и да се напредува. Може би понатака ќе се соработува така во некој клуб кој што зборевме да се направи нека добра структура кај што ќе се опфати се. И тоа е тоа. Во суштина, фала ти што дојде. Да, фала и на тебе на поканата и мене беше мило. Исто посакувам да растете и да напредувате и заедно да влијаеме и да едуцираме што повеќе луѓе да иде на подобро ситуацијата, бидејќи од другата страна се сите тие работи, лоша храна. Да. Нема да навлагам ствари. Има 300 фактори. Ние сме од оваа страна, не сме едни против други, него сме против тие работи. Сакаме на човеков да му помогнеме да си ја врати физичката состојба која што треба, така. Здравието пред се. Да, здравието. Наша главна цел треба да е здравје, секогаш реално. Многу ми е мило што и го работиш ова и ти самиот подкаст, и тоа што се случува ваква соработка, затоа што ги крши малце тие стари стари навики на јас сум нема емпатија и само да има его, да. Апсолутно, треба сите да соработуваме заедно, да си помагаме, да растеме. Има простор и така многу побрзо ќе стигнеме секаде и јас и ти и сите други, така да баш ми е мило. Уште еднаш фала ти. И дечки, се надевам ви се допадна епизодата, слушате, гледате, не заборавајте да ни кликнете subscribe, ќе ставиме у бајо тамо све околу Коуч Диков и Атеги и се до тоа, ако сакате да последите тренинг, да отидете да видите што е како е, ќе ставиме у description тамо.
И тоа е тоа. Се гледаме и се слушаме у следна епизода. Поздрав, чао.